Здраво седмоделенци! Моето име е Смилја Христовска и сум наставник по германски јазик. Работам во Општинското основно училиште Владо Тасевски Скопје. Денес ќе ве водам низ лекцијата деловите од денот и редослед на зборовите во реченица, односно инверзија. Лекцијата ќе ја најдете во учебникот Planet 1 на страниците 94 и 95. Најпрво да ги научиме деловите од денот. Tageszeit. Am Morgen, наутро. Am Vormittag, предпладне. Am Mittag, напладне. Am Nachmittag, попладне. Am Abend, навечер. In der Nacht, ноќ. Да ги повториме уште еднаш. Am Morgen, наутро. Am Vormittag, предпладне. Am Mittag, напладне. Am Nachmittag, попладне. Am Abend, навечер. In der Nacht, ноќ. Да видиме како можеме да образуваме реченица со приложките определби за време, конкретно во случајот со деловите од денот. Вообичаениот реченичен редослед е таков што на прво место е подметот, на второ место и секогаш на второ е прирокот, затоа е обележан со сино балонче, а веќе на третата позиција во една реченица може да стои приложката определба за време. Па така, еден пример, еве го тука. Ich höre am Nachmittag Musik. Кога би направиле реченична инверзија, реченицата би изгледала вака. Am Nachmittag höre ich Musik. Забележувате дека подметот и приложката определба за време можат да си ги сменат своите места во реченицата, но прирокот секогаш да остане на второто место во реченицата. За ова полесно да го усвоиме, јас ве давам една куса вежба, при што од левата страна имаме 6 приложки определби за време, а од десната страна на табелата имаме 6 остатоци од речениците, па вие треба да ги споите онака како што е логично, односно точно. Значи, сите овие 6 реченици ќе бидат со реченична инверзија. Реченицата ќе ја започнеме со приложка определба за време и најважно од се ќе видите во решенијата дека прирокот мора да е на второто место во реченицата. Тука може да стиснете пауза за да ги составите речениците, па потоа да продолжите понатаму за да ги видиме решенијата. Еве ги решенијата. In der Nacht schlafe ich. Ноќе спијам. Am Nachmittag mache ich die Hausaufgaben. Попладне ја пишувам домашната задача. Am Morgen frühstücke ich Müsli. Наутро појадувам мусли. Am Mittag gehe ich nach Hause. На пладне одам на кај дом. Am Vormittag lerne ich in der Schule. Предпладне учам во училиште. Am Abend kochen wir das Abendessen. Навечер ја готвиме вечерата. Забележувате дека сите 6 реченици се со реченична инверзија, односно дека почнуваат со приложка определба за време, тука во ситуацијата со деловите од денот. Глаголот не е на втората позиција во реченицата, затоа е паузиран, затоа што тој секогаш мора да стои на втората позиција, а на третата позиција не е во ситуацијата подметот, односно личната заменка, тука од дадените примери. Ајде да видиме како образуваме реченици со реченична инверзија со деновите од неделата. Деновите од неделата веќе ни се познати. Ајде да се потсетиме. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Еве една реченица со вообичаен реченичен редослед. Wir gehen am Samstag in den Zirkus. Реченична инверзија кога ќе направиме од оваа реченица, реченицата ќе гласи Am Samstag gehen wir in den Zirkus. Важното што треба да го запомниме е дека
првата и третата позиција од вообичаениот реченичен редослед може да се ги сменат своите места, меѓутоа, das Verb immer an zweiter Stelle, односно глаголот секогаш на второ место. Приложка определба за време со употреба на часот. Например, Ich stehe 7:15 auf. Добро забележувате. Auf е исто така со црвено обоено како делив префикс од глаголот aufstehen, стан. Кога ќе направиме реченична инверзија од оваа реченица, ќе добиеме 7:15 stehe ich auf. Das Verb immer an zweiter Stelle. Подметот и приложката определба за време се ги сменија своите места во реченицата, но глаголот остане на втората позиција. Реченична инверзија со годишните времиња. Да се потсетиме на годишните времиња. Der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter. Еве една реченица со вообичаен реченичен редослед. Ich fahre im Winter Snowboard. Истата реченица со реченична инверзија. Im Winter fahre ich Snowboard. Односно, подметот и годишното време си ги заменија своите места во реченицата, односно првата и третата позиција, но глаголот остана на втората позиција, што е многу важно да го запомниме. Das Verb immer an zweiter Stelle. Верувам дека ова досега ви е јасно. Затоа, ајде да се обидете да решите една кратка вежба. Имаме измешани зборови во речениците, вие треба да го најдете точниот редослед на речениците, но при тоа мора да почнувате со приложката определба за време, односно да направите реченична инверзија. Тука во овој момент можете да стиснете пауза за потоа да ги проверите решенијата за кои што сум убедена дека ќе ви бидат точни. Јас ќе преминам понатаму со решенијата. 2:30 fängt der Sportunterricht an. 2:30 ние приложка определба за време, објаснувајќи го часот. Повторно имаме тука делив глагол, како што имавме и предходно низ примерите. Im Winter möchte Tim Eishockey spielen. Имаме приложка определба за време со употреба на годишните времиња и имаме реченица со möchte. При што глаголот што го носи действото во реченицата ни стои на последното место во инфинитив. Am Sonntag kann ich in den Zoo gehen. Приложка определба за време со употреба на денот во недела и повторно имаме реченица со модален глагол, односно форма од модалниот глагол können. Im Herbst ziehen wir einen Mantel an. На есен облекуваме мантил. Повторно делив глагол anziehen. Am Morgen darf ich nicht lange schlafen. Приложка определба за време со дел од денот, am Morgen, наутро и повторно реченица со модален глагол плюс инфинитив. Тука модалниот глагол ни е darf од dürfen. Што треба да запомниме од ова предавање? Да ги запомниме деловите од денот. Am Morgen, наутро. Am Vormittag, предпладне. Am Mittag, напладне. Am Nachmittag, попладне. Am Abend, навечер. In der Nacht, ноќе. Втора работа што треба да запомниме е дека глаголот е секогаш на второто место. Das Verb immer an zweiter Stelle. Односно, кога образуваме реченица со реченична инверзија, приложката определба за време и подметот може да се ги заменат своите позиции во реченицата, но глаголот мора да остане на втората позиција. Се надевам дека
уживавте во ова предавање, ви посакувам пријатно учење и ви благодарам за вниманието.